како до мислам дека сам даваш одговор на прашањето, како до саморегулација. Ја не мислам дека дилемата е да чекате државата да ве регулира или сами да се регулирате. Немој да ја правите таа грешка, ви ја кажам како човек кој соработува со медиуми и кој бил портпарол пред четврт век. Немој да дозволувате државата да ве регулира, затоа што нема тоа што ја носиш маска ќе ти биде трајна ставена. Значи, тенденцијата на политиката е да замолчува медиум. Во свет е така. По можност помалце да ти каже. Тенденцијата на секој политичар, повеќе или помалку, е ако може да премолчи. Твојата задача е да прашуваш и упорен да бидеш. Значи, ако одите кон тоа да државата, било кое министерство или не знам кој тамо да ви регулира, ќе добиете рестриктивен закон. Закон ќе има и ќе ви кажа дека е тоа препишано, не знам, од Германија, од Франција и така, нема да добиете добар закон. Значи, само вие може да се организирате, меѓутоа, за жал, вашава област, као и многу други еснафски здруженија, еснафи, се расцепкани на неколку организации. Не можам да видам, јас не одам, например, имав еден долг разговор со еден од тие синдикати во областа на медиумите, или здружение, се извинам, не е синдикат, него е здружение, моја грешка, и тие ми кажуваа дека се среќаваат со сите, меѓутоа се уште не можат да се пребројат колкумина стојат во тоа, за тоа здружение, за да бидат, не знам, релевантни или да знаат колку мина од фелата, како се модерно се каже, ги поддржуваат нивните заложби. Што имаше и фантомски здруженија, имаше наменски креирани здруженија од некои претходни влади и власти. Во секој случај, ако вие не се самоорганизирате, ќе ве самоорганизираат. А ако вие не понудите текст на закон, не утре, денеска, вечерва, до надлежни министерства, ако сметате дека ви треба закон, и тоа е дилема која ти можеш да ја решиш побрзо од мене и подобро, бидејќи ти знаеш повеќе за таа работа отколку јас, направете го тоа. Ако не, мене ми се чини, само сега као публика зборам, не као председател, мене ми се чини дека сферата на социјалните медиуми е хаотична. Ако ни е некаква утеха, хаотична е во цел свет. Јас се обидов преку моите соработници да разберам какви се компаративните решенија во некои од најнапредните демократии и да ти кажам прво, не видов дека многу добри решенија се предвидени таму. Знаете дека од време на време дури и оној гигант, например, и Закерберг у Фейсбук вика, ај сега ќе направиме нова алатка, ќе воведеме, која, не знам, говорот на омрза ќе го редуцира, или отстрануваат стотици илјадници веб страници кои се, или профили, се извинам, кои пропагираат радикални идеологии, или насилни идеологии, или насилство. Значи, само регулацијата ви врши работа, толку колку што вие сметате дека треба да биде, ништо друго. И при тоа разговарајте со властите како да ве заштитат од напади. Разговарајте за вашите права, за вашите работнички права. Ја мислам дека во вашава област има прилична бројка на луѓе, на новинари кои, благо кажам, немаат регулиран работен однос. Да не карикирам и да прашувам се јавно, меѓутоа колкумина од вас имаат, колкумина од вас добиваат решение од 15 или 20 дена за годишен одмор, како што добивам ја, како што добиваат сите што работат кај мене. Сите номинално, формално добиваат. Или ова здружението ми рече дека огромен проблем е лица кои се на одредено, определено време вработени, па дури да не кажам за 3 месеци само, и практично ти цело време висиш. Тоа е страшен стрес во твојата работа, која сама по себе е стресна. Мислам дека е добар потек, мислам дека е тоа, не го кажам пак као председател, добар потек во вистинска насока, како се нарекува тоа, регистар на професионални портали или медиуми, кои се направени, тоа медиуми се посебно направени се во содејство со Стопанската комора и им се дава како една препорака, тоа не е законска обврска, препорака, ова се порталите кои следат професионални стандарди и ако сакате утре да се рекламирате, тука би било пожелно да се рекламирате, а не овие другите кои не ги почитуваат тие стандарди. Ми се чини дека е тоа потек во права насока.